што зборувате. Кај може пенкова да биде волшебно? Врска. Шифрата е 2+1. Избега. Вася, ај оди види кај отиде брат ти. Ајде ги оставам овие, ќе дојдам и јас. Не бе, тоа кај ќе се сместиме? Мајка ти ќе каже. Кај да се сместиме и онака вие кидате у кафичот, така да. Сине, зашто такви зборови? Па немојте молам, па ние дојдовме тука за да се дружиме. Па нема да ве оставиме сигурно да седнеме во кафичот. Не зборувај така, сине. Еби, измешај ги. Па. Што мислиш? Кого ќе викнат се? Тебе кого? Да си ја нареди ти работата? Да си ја нареди? Измеша? Да. А Јовановци кај се? Јовановци, кај нив не е баш добра работата, ајде. Како тоа мислиш? Така не е добра работа. Ајде, нема брат ми. Стварно. А Илена и децата каде се? Каде се де? Сега ќе видиме. Ајде. Мамо, тато! Ај дојде малце се помаѓате со мене! Сине, тато мора да постави со чичко Јован, да понаправиме муавет, па ќе подојдеме. Е, по тогаш само мамо нека дојде. Не намести, а? Добро, ајде. Сакаш јас да ти се придружам? Да, може, ајде! Ајде. Ајде, брат. Маре. Што е, бе, Јо? Шо е. Седнете, видете си се вие братски, ќе одам јас суико малку во вода. Не се секире. Маре, бе, царица си. Слушај, ако нешто овај овде ти се занесува, ти само мене кажи ми, јас него, знаеш како? Петар да ми се занесува. Па ти имаш најдобар брат на светот, а јас имам најдобар сопруг. Ете. Добро се, ама. Седи, бето, ајде. Брат, се напиеш едно пиво? Па да, едно пиво ако чести се. А ти? Јас не, за мене не, една само едно. Дај. Ова остави го, тоа стави му го во уште фрижидер за после. Не, нека ти го стави во фрижидер за после. За после. Да не многу да не ти дојде. Не бе, мене. Јас, еве. Ти пак тераш некој пост, а? Па Петар, ако не тера Петроденски пост, и не треба Петар да се вика, така? Така е. Абе, брат. Ти ја гледам, Маре. Слушај, си имал късмет со неа. Слава му на Господ, не можам да се пожалам. А тебе каде ти е Елена? Фаќа боја. Фаќа боја. Па што не зашто тука не дојде да се сонче? Што не дојде? Па и јас си велам што не дојдеш да се сончеш таму. Абе, знаеш како ти е, бе? Лимун табиет, бе. Бе, лимун табиет, вели сите таму поцрнети, а јас бела како сирење. Добро, де, а што не и кажеш дека она има аристократски тен? И кажав. И ми вели носи ме на некој аристократско место. Каде да не носиш? Па барем у Грчка. Во Грчка?
Извинете, чичко Јован, дали ви кажавте на тетка Елена дека само 3% од водата во светот е сладка и дека 70% од таа вода се наоѓа на стените што се арктички, што значи дека ние туку имаме многу големо богатство. Ангел на Чичо, и кажав, и братучетка ти кажа за нас, ама џабе. За наса? Што за наса? Што се за наса? Се за нас, ама за НАСА. Брат, 2010 година НАСА на едно од езерата на Сатурновата месечина, Титан, го крстиле Охридско езеро. Тоа е одлично И што бе па ти цело време и ништо? Тапа, нула. Партали го направи девојчето и ни рече ако сакаме да летуваме да одиме на Сатурн. Брат, не грижи се, ќе се среди трпение, спасение. Ке се среди, тикви ке се среди. Брат, а да ве замолам нешто? Ангели, ајде излегувајте, треба да одиме до град. Одај бе само што дојдовме. Стварно, мамо, само што дојдовме. Ајде, ако сакате, вие ќе се прошетате низ град, ние мора да одиме до кај стрина Елена. А може бараме едно џусче? Нема време, во град ќе пиеме. Но дај на екс, може? Ајде, може. Дај добро мајка на сопи. Чичко Шанкер, 2 џуса од праскаве, молам. Извинете, чичко Шанкер, ова ваш шеф е? Не, две господи. А вие ги знаете ли? Не. Они се... Тетка Цеца и... И Сандра беше, да. Со мраз или без мраз? Без. Фала. Чичко Шанкер, ова е наш шеф. Али тебе сонцето во глава да не ти удрива? Не, значи од внатре кога го отворите капакот Чичко Шанкер, ќе пишува на еден Ханзапласт двир. Вие не се капавте во Виртуго езеро. Ај пита со кој ти да нема. Не, Чичко Шанкер, ајде се кладиме дека кога ќе отворите на Ханзапласт еден ќе пишува на капакот, од сефот ќе пишува Вир. Ако пишува на капакот на Ханзапласт Вир, тоа наш ќе биде сефот. А ако не пишува, вие ќе го земете. Што шифра ви е па Вир? Што ви значи? Васил, Илија и Румен. Да. Да платиме за соковите? Не треба кусар. Не треба кусар. Да. Така, пријатно. Тато, може јас и Ико да се шетаме? Ајде, таман одете до сладкарницата, проверете до каде е Румен. Не, мамо, јави се ти на тетка Цеса сега. Ајде, добро, одете, ќе се јавам јас. Ајде. Кај одат децава? Мобилен имаат? Има. Ајде сега. Абето, зашто не им кажеме на мама и татата? Инака знаеш дека не треба да има тајни. Па, Ико, значи вака. Остави тоа, ќе им кажеме кога ќе биде време. А сега да се фокусираме да видиме што означува мапата. Мислиш дел од мапата? Мислам. Ако више сакаш толку на некого да кажеш, јави на Мила. Не, ети телефон. Ти јави. Добро. Ало, Мила. Значи многу си смотана,
Па нели овде имаше богатство? Дадо, знам, ама знаеш како викаат. Може чек напишал? Да, сигурно. На Свети Наум му напишал чек, а на Богородица ќе дарува хлопки. Така? Страшно! Ма што е страшно, бре? Гледај децата! Кој Шо бе децата, бе? Шо бе децата, бе? Бе децата ги мачкаме ние на леб. Значи најважно од се е дека ние мора да се држиме според планот. Стоите да ви пребројам. Добар ден. Добар ден. Ајде. Кој ви фали ученици? Кој? Ведрана. Ајде, оди брзо побарај ја. Сега ние да влеземе? Да. Доле или горе? Каде сакате? Ја чекајте, капетане мора да ни дојде уште едно девојче. Ајде, юнака треба да седне нешто. Добар ден. Имаш пари? Да, имам пари, чекай да се јавам. Добар ден. Ало, мамо. Може со брод да идеме? До Свети Наум. Извинете, колку е карта? 600 денари е карта. Дека сме деца, може попуст? Ајде, ќе ве земе за по 500 денари. Мама, карта е 600 денари, рекол дека за 500 денари ќе не земат дека сме деца, им дадува попуст. Да, имам пари, имам, но сам 500. Ајде, чао. Чао. Фала. Чао, мамо. Натре влезете, да, натре така. Здраво! Здраво. Кај идете? До Свети Наум. Ние бе. Ќе се качиме. Ја видов тетка Ружа. Како ме нели у затвор беше? Само што влезе во нашиот брод. Во истиот. Ако избегала од затвор? Ама чекај, не сме сигурни уште дали е она. Не, Лепо може ја пуштиле. Стварно избегала. А чичко така каде он не се одвојува од неа? Да. Може и раскина. И сега што ќе правиме? Луѓе, ова е сериозно. Треба да се осигури. Абе, дечки, сте направиле телевизиски канал? Да. Работиме на тоа. Ќе направиме. Мислев да направиме телевизиска емисија за решавање на задачи по математика со финти. Тоа од септември, слушај сега една приказна што си има случено во Свети Наум. Лупе ја каже приказната? Значи, ова вистинска приказна не се случила одамна. Како монаси, а зла намера? Ете, брат ми близнак има зла намера и не ми дава да седам до гумата. Како да не? Тоа лукавиот прави искушенија и на монаси, и на браќа и сестри и близнаци. Луѓе, што рековте за монасите и мене ме интересира, и јас сакам да знам. Ајде дојди да слушнеш. Ајде, продолжи. Лошата мисла им била да ги земат, да ги откопат светите мошти на Свети Наум и да си ги однесат во нивната земја за таму да носат Божја благодат. И чекале луѓето да се разотидат, за се скриле внатре во манастирот со лопати и копачи и кога паднала ноќта почнале да копаат. Но само што започнале, самиот Свети Наум, кој сака да си остане за навек во Охрид, ги закочил како на филмовите Freeze Frame. Сега ги носам срекните апостолки.
Ружо, дай лисиците. Одма. Што е? Што е ова? Па за деца. Бре, Ружо, бре! Па детски ми се видува!